Почитувани, добро вечер. Ви благодарам на присуството на уште едно предавање на Рускиот центар. Вечерва за главната атракција, туристичка атракција во Петербург Белите ноќи, ќе ни говори доктор Емил Нијами. Повелете. Ви благодарам. Ова е едно такво предавање во кое што повеќе ќе гледаме разгледници и видеа, затоа што тие зборуваат многу повеќе, ќе ми кажат многу повеќе од зборовите. Можеме да кажеме дека од почетокот на јуни па до средината на јули ова е најромантичниот период во Санкт Петербург. Односно во северната престолнина, како што уште ја нарекуваат русите. Во северните градови на Русија во текот на летните ноќи е светло, како и преку ден. Тоа се така наречените биви ноќи. Овој период, како што реков, трае од почетокот некаде на јуни до средината на јули, во зависност од географската шинина. Во Санкт Петербург ова е омилениот период на годината и најважната карактеристика на туристичкиот бренд. Ќе ве воведам, значи, најпрво со едно кратко видео.
Ето така, со едно кратко видео го започнавме нашата прожетка по билите ноки. За разлика од поларниот ден, кога сонцето не заоѓа 24 часа, за време на билите ноки тоа сепак заоѓа и настанува самрак, но тоа трае кратко и тогаш небото е исклучително убаво. Тоа обично се случува на географските широчини под северниот поларен круг. Феноменот што може да се забележи во Санкт Петербург официјално се нарекува навигацијски самрак, бидејќи градот се наоѓа малку појужно во однос на границата на белите ноки, односно на 59 степени и 56 секунди. Периодот на белите ноки овде официјално започнува од 11 јуни и трае до 2 јули, но ноките во Санкт Петербург се многу светли од крајот на мај до средината на јули. За време на белите ноки во градот се одржуваат секакви видови културни и спортски манифестации. Една од најпознатите вакви манифестации е морнаричката прослава на матурата наречена Алоје Паруса, односно Алови едра, и се одржува кон крајот на јуни. Да видиме како изгледаше тоа минатата година, 2020. Алоје Паруса, кратко видео од 2020 со прекрасен огнамен. Бабочка к огню стремилась так неодолимо в любовь, в волшебную страну, где назовут меня любимой, где бесподобен день и любовь, где не страшилась я в ненастья. Весенняя страна, ведь только в ней бывает счастье, бывает счастье. Хотелось знать наверняка. Самый крайний круг, ты назад посмотришь вдруг, там увидишь в окнах свет, сияющий на свет. Пусть идут дожди, прошлый лет от них не жди, там не пройденных дорог сумел пробить Ростов. Сумел пробить Ростов.
го видовме крајниот дел од прославата наречена Алија паруса, односно Алови едра, видовте постојано присутни црвените едра на екранот. И доколку назима, односно за нова година, најголемото пиротехничко шоу се одржува, можеме да го видиме во Москва, тогаш налето ова шоу се сели во Северната престолнина во Санкт Петербург, можевте да ги видите овие прекрасни слики. Што значат белите ноќи за Санкт Петербуржаните? За нив, како и за останатите, да кажеме, луѓе кои живеат во Мурманск, да кажеме, или во Магадан, каде целата зима поминува во едно сивило, многу е темно, во Санкт Петербург е особено влажно и многу е студено. Високиот сонцестој представува вистинско задоволство кога луѓето можат постојано да се насладуваат на дневната светлина. Прошетките траат, значи, во вечерните часови и во тој период од годината, во овој период од годината, буквално Санкт Петербург е преплавен од туристи. Факт е дека и во мајските, во јунските денови голем број луѓе сакаат да се најдат во овој град и без исклучок ги очекува магијата. Но не само туристите, туку тоа важи и за Санкт Петербуржаните. За време на магијата, позната како бели ноќи од средината на мај, како што реков, до средината на јули, Северната руска престолнина Санкт Петербург не заспива, нема сон. Станува, нели, збор за феномен кога се стимнува многу кратко. Можам од собствено искуство да ви раскажам и како изгледа тоа. Небото станува некако како облачно и сонцето не е точно дека, значи, како еден бумеранг да доаѓа. Значи, сонцето преку целиот ден сјае, потоа почнува да се спушта и таман ке помислите дека сега ќе се стемни, тогаш значи сонцето заоѓа и веднаш во истиот миг тоа почнува да свети. Значи почнува изгреј сонцето. Можна интересно тоа што во Санкт Петербург во овој период задолжителни се или рулетните, или драперите. Инаку апсолутно нема да знаете кој дел од денот мора да навечер да ги затворите рулетните или драперите за да може да се поспие. Инаку ова е едно така многу романтично време за романтика. Како што вели, ноќта беше волшебна, како што може да биде само кога човек е млад, љубезен читател. И всушност вака започнува единствениот сентиментален роман на Фјодор Михајлович Достоевски, Бели ноќи, значи Бели ноќи. Писателот кој долго живел во градот на Нева, прв укажал на романтиката на мајските и на јунските недели и опишал каква ефемерност на оваа појава влие на основачката природа. Јунакот на Достоевски, осамен талка низ градот, ги наблюдува лицата и верува дека ќе пронајде пријател или пристојна девојка. Во еден момент тој догледува женска фигура прокрај каналот и слуша плач. Тогаш тој приоѓа, потоа се гледаат неколку ноќи, зборуваат за многу работи, всушност еден на друг си ја отвораат душата. Меѓутоа, како што и веројатно ви е познато, кај Достоевски не постои среќен крај, сепак Белите ноќи веројатно по заслуга и на рускиот класик се сметаат за еден од најромантичните временски периоди. Многу Санкт Петербуржани имаат и своји ритуали во овој период. Обично тие знаат или сами или во друштво
да се симнат, да кажеме, покрај некоја од реките, да кажеме, покрај Нева, која што е најголема река, да си земат со себе никаков пијалок, нешто за грицкање, да седат на кеот и едноставно да се одморат самите, да позборуваат еден со други, пријателите и така натаму. Се смета дека најидеално место за гледање на залезот на сонцето, тоа се така наречените стрелки на Василевскиот остров, и од тука се собираат веќе многу луѓе. Една од можни интересните работи се отворањето на мостовите во Санкт Петербург. Во текот на летото, значи во ноќните часови, мостовите во градот се креваат и како што можете да видите на оваа слика, подоцна ќе видиме на видео, се креваат со се асфалтот, со се семафорите, со се, престанува движењето во транспортот во градот за да поминат бродовите. И она што е многу интересно, во тој период кога се креваат мостовите, не можете, градот е раздвоен на два дела и не можете да стасате од едниот до другиот крај на градот. Така што жителите понекогаш си имаат проблем, затоа што кога ќе се кренат мостовите, доколку да кажеме се наоѓаат во центарот и сакаат да си дојдат дома некаде во некоја од другите населби, ќе мораат да чекаат до изутрина додека не се спуштат мостовите за да можат да си дојдат дома. Сега ќе ви предложам да погледнеме едно видео кое што е направено со аматерска камера. Видеото е можеби малку побавно, но преку него пишува во долниот дел во колку часот е снимено видеото и можете да ги видите тие белиноки завршува во 2 часот изутрина. Ќе го видиме воедно и кревањето на мостовите како изгледа. Ова е инаку во центарот на градот, на Адмиралтискиот кеј. Видеото снимано е на 21 јуни 2019, односно денот на високиот сонцестој. Ова што сега го гледате е период од 22 до 22:30, а на крајот на видеото веќе ќе биде 2 часот по полноќ.
така, можевте да видите пред малку во 1 часот таман ќе помислевте дека ќе се стемни и во 2 часот веќе станува сосема светло. Доколку никогаш го посетите во овој период Санкт Петербург, ќе ви кажам неколку совети. Еден од најважниот е кога станува збор за гревањето на мостовите. Почекајте, не трошете ги белите ноќи токму овој високиот сонцестој деновите пред и потоа кога навистина е премногу светло, не трошете ги за да се возите по реките и по каналите. Поубаво е во тој период да прошетате низ градот и така да ги почувствувате белите ноќи, да седнете на некој кеј со своите пријатели, па сами со книга, без книга, светло е цело време, можете да читате без проблем. И да уживате. Кога ќе помине известно време, тогаш направете 2 прошетки со брод, едната нека биде преку ден, дневна, за да ги видите во дневна светлина сите објекти, и една сосема вечерна, кога веќе е паднат мрак, некаде околу 1 часот по полнок, и кога ќе почнат да се отвораат, да се креваат мостовите, навистина е тоа една спектакуларна гледка, која што нема да ви ја долови таа магија доколку го направите тоа во текот на белите ноќи. Значи, кога е темно и кога тие осветлени мостови почнуваат да се креваат, тогаш навистина тоа изгледа многу убаво, иако ќе слушнете веројатно многу слична приказна, и кога станува збор за возењето по каналите и по реките, ако се најдете во овој период во Санкт Петербург, платете нешто малку повеќе, но пребарете на интернет за да најдете добар брод со кој што ќе можете да патувате и кој ќе ви има една посеопфатна рута и каде што навистина постојат сајтови на кои што се оценуваат приказните што се раскажуваат во текот на пловидбата. Навистина еден прекрасен феномен. Градот 1 месец воопшто не спие во пренос на смисла. Се случуваат многу концерти, се случуваат многу настани. Русите многу често доаѓаат овој период од годината во Санкт Петербург, во својата северна престолнина, токму затоа што денот е голем и може многу работи да се направат. Нека не ве зачуди дека многу продавници во овој период од годината работат со продолжено работно време, токму поради туристите, но и не заборавајте дека ако случајно сакате во овој период од годината да заминете во Санкт Петербург, ќе треба тоа да го смислите неколку месеци порано, за да можете да најдете соодветно, но и не многу скапо сместување, бидејќи навистина голем број луѓе доаѓаат во овој период во Санкт Петербург со цел да ги видат белите ноќи и многу тешко се наоѓа сместување. Би ја заокружил оваа приказна со уште едно интересно видео од белите ноќи. Ова видео што ќе го видиме следново е токму за високиот сонцестој во 2020 година, кога во период кога нема облаци, така што ќе можете точно да забележите какви се белите ноќи без облаци и колку е тоа многу светло. Да го погледнем.
навистина едно прекрасно видео, кое што истовремено е тажно, затоа што е направено минатата година за, како што знаете, за време на пандемијата, кога и движењето низ градот беше многу мало, односно ограничено. Затоа можевме, например, да го видиме дворцовиот плоштад пред Ермитаж празен, бидејќи беше затворен и музеот беше затворен и така натаму. Тажно, но сепак русите успеа и во таа состојба на пандемија да направат едно вакво видео во кој што ќе се прикажат убавините на северната Венеција, односно северната престолнина без луѓе. Тоа би било се што јас имав да кажам за вечерва. Доколку имате никакви прашања, ве молам, можете слободно да поставите. Повелете доколку имате некои прашања, Виолета, вклучете го микрофонот. Во колку се криваат мостовите и тоа до Сабајле трае? Значи, колку часа од прилика, кога треба да се навреме дома, за да не ги фати, да не може да си одат жителите на... Во 12:30 обично, значи, различни се споредите, помеѓу 12:30 навечер до и 1 по полноќ, до Сабајле никаде до 5 часот траат се кренати мостовите. И сериозно не можат луѓето да си одат дома и дури има случаи во билите ноќи кога луѓето спијат едни кај други затоа што на пример од работа не можат да се вратат дома па преспиваат кај своите пријатели. Добро, не е толку рано, 12, ама сепак. Да, не, малку нешто да... Да, зборувам затоа заглавиш. што е прекинат целиот сообраќај и сега Така. има луѓе, например, или ќе задоцнат, обично се случува да се задоцни, може да се задоцни, не може да стаат дома, па ќе се јават кај некој што живее во тој дел, да кажеме во центарот, па ќе дојдеме на преспивање. Дали има други прашања? Кажавте колку време траат, јас се извинувам, подосна се приклучи. Значи, На часови беше. Белите ноќи, она што е на високиот сонцесто е на 21 јуни и во моментот кога сонцето заоѓа, тогаш почнува и да изгрева. Значи, баш во една секунда заоѓа, во следната секунда веќе почнува да изгрева. Инаку почнува некаде од почетокот на јуни до средината на јули е отприлика тој период кога е многу светла и ние сме биле во тој период таму и навистина не можете да спиете или например сме излегле некаде навечер и сега знаеме дека отприлика е 3 сата од Сабајле и излегуваш од некој клуп и одеднаш гледаш бел ден како во 3 сати хладна. И си кажеш, леле, што е ова? Се вадиш од памет сата, да не ми застанал нешто, да не, бидејќи ние не сме навикнати на тоа. Дали има некои други прашања? Веројатно нема, Дарко, не знам, на чатот нема. Јас исто не гледам дека има некое прашање, во тој случај би ви се заблагодарил на присуството. Би му се заблагодарил на доктор Нијами за интересното предавање, нешто што представува доста позитивно и интересно искуство за туристите кои што го посетуваат Петербург во тој период на годината кога се случуваат белите ноќи. Се надевам дека ќе имаме прилика сите да одиме таму да видиме како изгледаат белите ноќи. Следете на Facebook. Кои предавања ќе ги имаме за какво предавање наредната недела ќе имаме објава на нашата Facebook страна. Ви благодарам многу и имајте убава вечер. Да, се извинувам и јас би сакала да се заблагодарам за ова
убава презентација, навистина вистинско доживување беше и едно убаво потсетување за мене, бидејќи пред да не кажам неколку децении, кога имав 25-6 години, ги посетив Москва, тогашен Ленинград и Киев. За жал не успеав во овој период кога беа белите ноќи, но еве постојано од тогаш навака ми се навраќа и во мене тлее желбата да можам повторно да го поседам овој прекрасен град. Москва успеав да ја видам уште еднаш 2 пати, но за жал во Санкт Петербург се уште не. Сакав да замолам за помош на рускиот центар и ако може преку вас некако да ни помогнете и еве ние што ја посетуваме наставата, па можеби и други да вклучиме, доколку тоа повеќе ни се исплати.